Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам дека сте добри. Минатата недела споменав дека еве полека наблегуваме во декември и дека наскоро сите би требало да не фаќа новогодишна еуфорија. Реков сите освен ние Скопјани во правобев. Еве мина една недела, веќе дојде 8 декември, а од китењето на главниот град добивме само една елка и неколку сијалички на плоштадот. Не знам, ќе кажете коле доволно проблеми имаме, тебе до китење ли ти дошло? Да, до китење ми дојде. Затоа што вака, извинете што ќе кажам, Скопје ми наликува на некој од оние поседнатине градови од хорор филмовине. Знаете, оние кои како да се заглавени во времето и во секој момент очекувате нешто лошо да се случи. На што спаднавме? На кое дереđе не донесе онаа неспособна на Арсовска? После оние новогодишни прослави со огномети, концерти, еуфорија. Да не зборувам за онаа фамозна прослава на 20 годишнината од осамостојувањето, кога плоштадот во Скопје беше исполнет со 100.000 граѓани, со спектакуларни огномети и слично. Сега макејата на градот не сведе на беднине куќарки, некоја сјаличка и една елка. Памтите лани, елката што ја стави на плоштадот во Скопје беше прогласена за најтажна елка во регионот. Реков, многумина ќе ми замерат што сум се фатил за некоја си елка или сјалички кога толку лоши работи ни се случуваат. Да, до една елка ми е. Знаете зошто? Еве неделава прочетав по плоштадот Македонија, по улиците низ центарот на Скопје, затоа што сакав досетам каква е и дали воопшто има некаква празнична атмосфера. И не знам како да ви кажам, толку многу се разочарав што немам зборови како да ви опишам. Насекаде темнило, тишина, ѓубре, магла, дожд, луѓе без насмевка на лицето, се движат и чекорат со погледот вперен надолен кон земја. Како да го бројат секој чекор, како да чувствуваат тежина што газат по оваа нивна македонска земја. И како да се чувствуваме кога во главниот град, на пример, има вакви сцени. Ужас, наместо да седнуваат во скут кај Дедо Мраз и да кажуваат што сакаат за нова година, овие дечиња се греат од топлината од ауспухот на автобусите. Нормално ако воопшто ги има и тие автобуси по улиците. Зарем не заслуживме малку да се порадуваме, да ги прошетаме децата и да не фати малку пред новогодишна атмосфера. Вака заради неспособноста на Арсовска ќе треба децата да ги носиме низ соседството за да видат како треба да изгледа еден главен град за време на нова година. Еве и Приштина успеа да не претрка. Благодарам градоначалнички. Успеавте да го уништите Скопје, а скопјани да ги накитите само со депресија. Знам дека реков дека веќе нема да се занимавам со неа, но не можам да премолчам. Ќе пукнам што ќе треба да ја трпим уште цела година. Сега неделава видов дека Арсовска доби силна конкуренција во трката за најлош градоначалник. Станува збор за Куртовски, градоначалникот на Мавро, една од ретките општини кои се во раците на СДСМ и нивните партнери. Абе малку снег му падна. Цела општина му се блокираше. Трудница, дете со епилепсија, болна жена, како и здрави и прави луѓе останаа заглавени во викендиците затоа што немаше кој да го исчисти снегот. И како и секогаш се фатија за тоа кој требало, а кој не да го чисти снегот на патот околу езерото. Македонија пат, општината Маврово Ростуше, концесионерот на зимскиот центар, некоја друга фирмичка блиска до општинските власти и слично. Но тоа што ми падна во очи е што имало тендер за чистење на снегот, го добила некоја фирма од Гостивар, ама се било запрено затоа што некој се сетил, па дури сега проверувале дали воопшто таа фирма има механизација за чистење снег. Ангажирале фирма за чистење снег, а не знаат дали има механизација тоа да го направи. Но после изгледа тоа е принципот на работата на оваа општина и со градежните дозволи. Прво издаваат дозволи, а потоа никогаш никој не гледа, не премерува што и како е изградено. За капацитетот на инфраструктурата, за водоводата, електричната мрежа веќе никој не се ни грижи. Се знае, лето немаат вода, зима нема струја. Уште пострашно е што Државниот завод за ревизија откри дека општината Маврово ја избришала базата за платени даноци, па престанала да ги собира. Не наплаќа комунали за викендички, не може да донесе нов урбанистички план, зашто не ќе прво да го репрогласи националниот парк. Не си ги побарува парите дури и таму кај што треба да наплати. Троши пари без да распише тендери и слично. Реков Арсовска доби силна конкуренција. Ама и двајцата се вон конкуренција за овој човек. Ало. Hello, it's Greta.
Hi, Greta. Zoran Zaev speaking. It's my pleasure to talk with you. Thank you. Зоран Заев се најде на врвот на листата наивни политичари насамарени од познатите руски пранкери Вован и Лексус. На гостување во подкастот кај познатиот блогер Артемий Лебедев, двајцата руси го нарекоа поранешниот премиер херој на нивните шеги и го прогласија за најглупав од сите политичари. Открија дека цела година не го објавиле телефонскиот разговор со него и дека Заев им поверувал мислејќи дека разговара со поранешниот украински председател Петро Порошенко, како и со шефот на НАТО Јенс Столтенберг. Со нив зборуваше за влијанието на Русија во Македонија, за референдумот за автокефалноста на Македонската православна црква, при што лажниот Порошенко го убедува премиерот дека автокефалноста може да се добие со подкуп од 100.000 евра за вселенскиот патриарх Вартоломеј, а разговараат и за Косово и за Србија. Поранешниот македонски премиер испракал и фотографии од средби со други политичари, мислејќи дека навистина комуницира со Порошенко, дека телефонските разговори не се автентични. Разузнавачките служби тогаш дознаат како беа објавени јавно. Биле преземени безбедносни мерки и бил променет телефонскиот број на експремиерот. Но и покрај тоа шегите на негова сметка продолжиле. Пранкерите го откриле новиот број и успеале повторно да го измамат. Пред 4 години беше објавен разговор од 8 минути кој го водел експремиерот со лажната екоактивистка Грета Тунберг и незиниот татко. Во разговорот Заев им зборува за затворањето на аеродромите, за легализирање на марихуаната, посета на активистката на Македонија, како и за мигрантите. To be famous is not easier, but really Open Society Foundation and Mr. Soros are very much supportive for the values, for the projects, what give values in this world, and that is very helpful. Од кабинетот на Заев тогаш се правдаа дека тој бил жртва на хибриден напад и дека бил многу пософистициран од претходните. И иако поранешниот премиер се посомневал во автентичноста на соговорниците, сепак решил да го заврши разговорот. Мета на руските пранкери беа и Борис Џонсон, Жан-Клод Јункер, неколку американски гувернери и конгресмени, како и францускиот председател Емануел Макрон. Нобелова не доби, ама ете доби утешна награда. Прогласена е за најглупавиот политичар. А бе пранкериве на список имаат цела плејада на политичари, од Борис Џонсон, Жан-Клод Јункер, неколку американски гувернери и конгресмени, па се до францускиот председател Макрон. И вас да бе прогласат за најглупав, навистина е успех. А таман се израдува човекот што поранешната германска канцеларка Меркел во своите мемуари го споменува како единствен храбар и решителен политичар од регионов. Па нормално, навистина треба храброст да застанете на чело на една држава и целосно да ја уништите, да се подчините на волјата на странците и целосно да го обезличите сопствениот народ, да смените име, да дадете историја, јазик и целиот идентитет, односно да ве мрази целиот свој народ. Затоа велам да се согласувам, за ова треба храброст и решителност. Тоа што ќарот сето тоа може би имаат грците, бугарите, ете може би Меркел и Макрон е друга работа. Но вие да ја уништите сопствената држава е сосема друго. Нека го споменуваат они по мемуари, ама во македонската историја ќе остане запаметен како едно од најголемите зла во оваа држава. И сега ќе си речете, ама еве се отарасивме од него. Ете се повлече од политика, си седи таму во Дубај, си оди на дернеци какви што не се паметат во организација на Харис Џиновиќ. Не бе луѓе, тој само така сака да мислите. Не сметам дека треба да расчистуваме со нашите претходници. Јас имам одлична комуникација и со Зоран Заев и со останатите поранешни председатели. Со Димитар Ковачевски, со Радмила Шекеринска, со Владо Бучковски и со нив се консултирам. Меѓутоа јас сум тој кој што ги бара и кој што бара нивни совети. Не се ниту еден од споменатите, не се луѓе кои што мене ми се јавиле и сакале со нешто да влијаат на креирање на некаква политика или да влијаат на некое кадровско решение. Ниту еден од нив. Апсолутно. И јас, као председател на партија, сега апсолутно преземам одговорност за функционирањето на партијата и нема да дозволам и да има некој да влијае на тие процеси. Меѓутоа, тие луѓе се тука добронамерни секогаш да помогнат, поради тоа што во еден одреден временски период секој еден од нив се вложил себе си за да оваа партија биде тоа што е денес. И сега како ќе ја дефинирате позицијата, статусот на Заев во пошироката слика? Но Зоран Заев рече дека ќе се повлече од политиката и тој се повлече од политиката, се врати на неговите семејни работи и сега тој воопшто нема намера ниту тенденција да се враќа. Реков минатата недела, и по Заев Заев, и по Заев Филипче, и по Филипче Заев.
Овие не знаат каде тераат. Тешко на државата тешко на СДСМ што нивниот лидер се консултира со луѓе како Заев, Ковачевски, Шекеринска и Бучковски. За Заев доволно знаеме. Еве само ќе ја повторам титулата што ја доби од прангстерите. А што се консултира со Ковачевски, човекот кој е виновен за тоа што спротивно на волјата на сопствениот народ го прифати капитулантскиот француски предлог и вети уставни промени, тој човек ќе го советува. Или Шекеринска, жената што го држеше рекордот во СДСМ за најголем изборен пораз, пошто мора да го воскресна Црвенковски да се врати на чело на партијата и да ни го инсталира Заев како премиер. Со нејзе ќе се консултира како да се добијат избори. Или со Бучковски, кој што беше осуден на 3-годишна затворска казна за набавка на тенковските делови. Но по некое чудо ете спаси глава и никогаш не влезе во Идризово. Со него ќе се консултира како се води борба со корупција и криминалот. Па немојте ви се молам. Од авион се гледа дека Филипче кога ќе порасне сака да биде Заев. Со тоа што ете вели дека нема да расчистува со него, значи дека не се откажува од сите криминални ликови околу него, кои на грбот на народот спечалија милиони. Во Заев се крсти, ама ете од Ахмети се откажува 3 пати како од ѓавол. Бевме сервилни кон нашите коалицијски партнери, а тие злоупотребија нашата широчина. Не вреди да се остане во влада или да се одржи владата некој подолг период, а при тоа сериозно да биде оштетена нашата позиција. Да, дуи на некој начин ја трошеше и во значаен дел ја потроши СДСМ како дел од власта. Тоа не е само моја констатација, туку е дел од многу сериозна анализа што ја направивме. Вредностите и интересите на граѓаните ќе бидат основата за секоја идна коалиција. Секоја идна коалиција ќе ја градиме врз основа на вредносни политики. Вакви компромиси кои сериозно го нарушија нашиот интегритет нема да се повторат, вели Филипче. Миж јасан да те бае. Ова наводно дистанцирање е само дел од сценариото за таа наводна реформа во СДСМ. Од што се изгубени и немаат никаков кредибилитет да сторат нешто, да кажат нешто, во моментов повторно се кријат за Дуијата и Ахмети. Нив им ја оставаат водечката палка, надевајки се дека со оние црни сценарија Дуи ќе успее да урне владата на Мицковски и дека така, ете Филипче, пак ќе се дограби до некоја фотелја на Илинденска. А кога сме кај сценаријата на Ахмети, до каде сме? Со учак униформи, парадирајки со пушки во рацете, но како што може да се забележи на фотографиите, децата наместени во позиција за пукање со импровизираните пушки, беше изведбата која учениците од најмалите оделенија во основното училиште 7 март во Челопек ја прикажаа на приредбата во училиштето за денот на албанското знаме. Според министерката за образование, не се виновни децата, туку родителите кои гордо ракоплескаат на изведбата на нивните деца и раководството на училиштето кое дозволило да се организира ваква приредба. Ваквиот чин е педагошки неисправен, нечовечен и законски казнив, вели Јаневска. Утре ќе биде испратена инспекција во училиштето. Во понеделник да испратиме Државна просветна инспекција да провери дали таму се случувало по закон, дали по план кој дозволил вакви приредби, кој организирал вакви приредби, дали е злоупотребено и детето и дали има ширење на недоверба и омраза и откако ќе констатираат следат соодветните санкции, доколку има злоупотреба на деца, а можно и такво нешто, тогаш ќе пријавиме и во полиција. Ако од најмала возраст децата ги учиме на разговорување на теми од минатото, кога во училиштата има недостиг од наставни програми за заеднички соживот и почит меѓу етничките заедници, во иднина ова може да придонесе за дополнително влошување на односите помеѓу македонците и албанците, смета професорот по социологија Илија Ацески. Создавате или формирате луѓе, така, ајде условно кажано некои кои што ќе продолжат таа, би рекол, ајде да ја наречам тој однос, не, во овој случај, ова една, како би рекол, агресивност, не, насилство едно, нешто кое би требало да биде ставено во еден заборав. Директорот на основното училиште 7 март денеска не одговори на нашите повици. Изведбата на учениците одекна и низ медиумите во регионот. Албански ученици со калашникови во рацете го празнуваат денот на албанското знаме. Скандал во Северна Македонија. Деца одбележуваат албански празник со автомати во училиште. Се дел од насловите за приредбата. Основното училиште се наоѓа во тетовското село Челопек во општина Брвеница. Претходно името на училиштето било Братство, а по барање на локалните жители
учители, училиштето се преименувало во 7 март, односно датумот кога се одбележува Денот на албанските наставници, кој всушност е датумот кога е отворено првото училиште на албански јазик. Абе, слушнале овие наставници од Челопек за англиски, музичко, спорт, математика или физика? Не бе, тие работат по наредбите на командантот Ахмети, а за нив нема ништо свето, нешто кое не се подготвени да го жртвуваат само за да се спасат себе си и дуи. Па и тако треба и децата. И замислете, слики и докази имаме само за Челопек, а има информации дека слични перформанси и представи имало и низ други училишта. И која беше реакцијата од партијата на Ахмети откако министерката најави дека ќе има одговорност за ваквиот скандал? УЧК не е ништо за албанците, таа е символ на жртвување за еднаквост, правда и достоинство. За албанците УЧК представува борба за поправедно општество и за изградба на држава каде што секој граѓанин ќе биде еднаков. Секој обид за негирање на оваа историска вистина е чин на дискриминација што ги продлабочува меѓуетничките поделби и сериозно ја нарушува општествената хармонија. Овој селективен и лицемерен пристап е неприфатлив. Да се величаат комитите, а да се омаловажува УЧК е доказ за двојните стандарди и недостаток на искреност од оваа влада, се велеше во сопштението од УИ. Па и од Ахмети да е премного. Иако во последно време, како да се навикнавме на овие негови жалопојки, со оваа последнава, кога прави споредба меѓу комитите и борците на УЧК, навистина е премина секоја граница. Замислете, според него и овие негови од ДУИ, тоа што во училиштата имало представи со војводи и комити, им давало ним за право да се прават перформанси во кои деца парадираат во униформи на УЧК со пушки во рацете. Поголема глупост немам слушнато. Ваква голема навреда за македонскиот народ немало одамна. Прво и основно, комитите војувале, ги дале своите животи за обединување и создавање на независна македонска држава, додека УЧК се бореше против истата таа држава и сакаше да ја расцепи по етнички линии. Да не правиме муабе дека секој нивни командант и војник зад превезот на некакви права сушност сонуваа за создавање на голема Албанија. Друга важна работа, комитите се бореле против турскиот аскер, кој всушност представувала странска окупаторска војска, додека УЧК пукаше и убиваше војници и полицајци во униформи на македонската држава. Трето, комитите имале поддршка од албанското население кое живеело на овие територии во тоа време, додека мислам дека нема ниту еден, ама баш ниту еден македонец кој им давал или пак сега им дава поддршка на командантите од она. А бидејќи неписменоста не познава етнички граници, еве само да ги потсетам ДУИ дека првото село од каде што дошла поддршка за крушевските востаници е селото Алданци, кое цело било населено со албанци. Поддршката ја дале во писмото што го испратиле како одговор на Крушевскиот манифест. Постои ли еден пишан збор за било каква поддршка на УЧК од некое македонско село? Четврто, оправдуваат перформанс за паравојна единица која секретарот на НАТО ја нарече терористичка и која ги врза и ги крена во воздух работниците во Бриони или која режеше букви на грбовите на мавровските работници, која запре водата во Куманово и слично. Па ова е невиден безобразлук. Споредбата на комитите кои се бореле за создавање на независна македонска држава, со борците на УЧК кои всушност војуваа против Македонија и сонуваат за голема Албанија е невиден безобразлук. Ваквата споредба што ја направи ДУИ во врска со контраверзната прослава во училиштето во Челопек е директна провокација која само може да ги загрози меѓуетничките односи и е со цел да се предизвика политичка криза. Според политичкиот аналитичар Ристо Никовски, ова е само уште една во низата на национал популизми со која Ахмети и неговата ДУИ се обидуваат да се прикажат како единствени бранители на албанците во Македонија. Тоа е една долгорочна политика на одредени врвни албански политичари во земјава. Споредувањето на комитите со овие, да ги наречам, борци на ОНА, кои, нели, генералниот секретар на НАТО ги наречуваше терористи, е безобразлук по основата, разбирате, нешто крајно неприфатливо, бидејќи, како што и вие рековте и како што рече министерката, комитите беа борци за слобода. Во неа беа сите и албанци, и турци, и власи, сите беа во тие редови и тоа е символ на оваа држава. Символот на оваа држава мораат сите да го почитуваат. Случајот со училиштето во Челопек е само уште еден во низата политички провокации кои ги предизвикува опозицијата. Според Никовски, овој инцидент не е изолиран и е директно поврзан со прославата на албанското знаме и дивењето во центарот на Скопје. Со него ДУИ сака да предизвика криза.
кажа дека ќе одат на дестабилизација на државата и сите овие настани, вклучувајќи го ги оние непримерни сцени со албанското, кога се славеше албанското знаме, а се газеше и падеше македонското, покажуваат дека Дуи е спремен, одлучен да води во една безбедносна криза во државата, меѓутоа мислам дека шанси поголеми немаат. Низата реакции на релација власт и опозиција следат од како на прославата за денот на албанското знаме, ученици во училиштето во Челопек изведуваа представа со пушки и друго оружје во униформи на УЧК, тоа што реагираше и министерката за образование Весна Јаневска. Во моментов се очекуваат резултати од спроведениот вонреден инспекциски надзор од страна на просветниот инспекторат, кој ќе покаже дали ќе се спроведат санкции и казни. А верувајте дека ова нема врска со меѓуетнички односи, туку со чист криминал. Не приметувате дека ударот по судско-политичките инсталации во судството и почетокот на долго очекуваните судски реформи паралелно донесе изголемување на меѓуетнички тензии во државата? За оставката на председателката на судскиот совет Весна Дамева од сите партии, замислете, прва реагираше Дуи. Да, што се нема случено во државава, Дуи на ништо друго не реагира освен за албанците, ама сега прва се јави да ја брани Дамева. Според нив, оставката на Дамева представувало уште еден драматичен момент кој одразувало алармантната состојба на заробената држава и урнесивањето на независноста на институциите. Од борци за човекови права, па преку екологисти сега стана и борци за владење на правото. Леле, колку сестрани себе овие од Дуи, за се ги бидува. Да не се они, нема да постои Македонија. Шегата на страна. Не ви е чудно што паралелно со изјавата на премиерот Мицковски дека следи длабока рез во правосудството, пошто и те следеше оставката на Дамева, одеднаш се кренаа тензиите. Се скврнавеше македонското знаме, се појавија училишни приредби со славење на УЧК, гореа имоти на функционери од Дуи во Куманово и што се не. Вистината е дека потресот во судскиот систем предизвика паника кај многумина поранешни функционери на Дуи. А тие што најмногу ги подгреваат меѓуетничките тензи се токму интегративците на Ахмети, партијата која важи за една од најкорумпираните во Македонија. Не им успеа со провокациите на прославата за денот на албанското знаме. Продолжија со споредба на УЧК, борците и комитите, па ставија меѓуетнички презнаки, им дадоа таков предзнак на инцидентите во Куманово. Имено, замислете, за тоа што беа опожарени возила и фотокопирница на функционери од ДУИ, инволвираните прстот го вперија во криминални банди. Но партијата на Ахмети излезе со скандалозно обвинение дека албанците во Македонија биле оставени на немилост и дека меѓународната заедница морала веднаш да интервенира. Да не би се верува. Тоа што веројатно е некаква криминална шема на ДУИ, тие го представуваат како угнетување на албанците. И не само тоа, туку излегоа со најнебуложното обвинување. Владата спроведувала руска агенда во Македонија. Значи русите малтретираат албанци. А бе уште марсовци да обвинеа, тоа им остана. Тоа што премиерот Мицковска уште од летоска предупредуваше дека корумпирани политички елити од минатото ќе се обидат преку своите центри да создаваат етнички конфликти и тензии, тоа нема врска, нели? Па сега ништо од ова не им успева, па ајде се враќаме на Уставниот суд и на Законот за јазици. Уставниот суд в среда ќе го разгледува Законот за јазиците и покрај најавата на двајца од судиите дека ќе ја бойкотираат седницата. Според информациите на Канал 5, судот ова може да го смета за целосно легитимен потек, бидејќи во заклучоците усвоени пред 2 години формулацијата полн состав за сложени прашања се толкува како избрани 9 судии, а не присуство на седница на сите 9 судии. Но официјална потврда од судот нема, оттаму вела дека до седницата нема да коментираат. Иако Уставниот суд одлучува со мнозинство од 5 гласа, судијата Осман Кадриу за Канал 5 вели дека во случајот за Законот за јазиците се работи за надгласување и мајоризација за етнички права на албанците, кои се гарантирани со Устав. Затоа тој и неговиот колега Насер Ајдари одлучиле да не присуствуваат на седницата. Во последно време, кога се одлучува за конкретни предмети од национална природа, а одлуките се донесуваат со надгласување, навистина паѓа во очи дека станува збор за одлуки кои и со кои се укинуваат правата на другите немнозински национални заедници
Нели сметате дека со неприсуството на оваа седница практично ќе постапите според чувство како етнички албанец, а не според правни и уставни аргументи кои што практично ги носите кога одлучувате во Уставниот суд? Не исклучиво со правни аргументи засновани врз уставот на земјата како највисок правен акт. Во пресрет на седницата на Уставен пристигнуваат и политички пораки. Од ДУИ вела дека доколку судиите одлучат да поништат постигнати права, последиците ќе бидат непоправливи, а тие не можеле да преземат одговорност за тоа што може да се случи потоа. Премиерот Мицкоски вели дека и покрај овие закани, владата нема да дозволи да се создадат безбедносни проблеми. Судиите избрани од Демократската унија за интеграција и СДСМ сега се напаѓани од истата таа Демократска унија за интеграција, а кога станува збор за заштита на криминалците кои што правеле криминал, тогаш истите овие обвинители и суди се во одбрана на истите. Малце чудно е ова све, ама ќе видиме, времето ќе покаже. Ние сме свесни дека тие елементи сакаат да не влечат назад во политичкото мочуриште во минатото, но граѓаните да бидат сигурни дека многу анализираме и работиме со нашите стратешки партнери, ниту тие, ниту владата ќе дозволи да има било какви безбедносни проблеми. Чекайте малку, јас не разбирам. Зошто ќе бојкотираат? Затоа што ќе имало мајоризација, демек македонските судии ќе ги надгласале албанските. Мислам дека тоа не е вистинската причина. Вистината е што и самите судии, кадрију и ајдари се свесни дека оспорените одредби се неуставни и немаат друг правен аргумент, пајде ќе вртат на политика. Господа, вие сте избрани таму како правници, не како политичари. Треба да одлучувате по закон и по устав, не по национална припадност. Ако сте уверени дека законот е уставен, одете на седница и кажете ги вашите правни аргументи, а не однапред да прејудицирате одлука и да кажувате дека сакаат да ве надгласаат. Вината за тоа што е донесен вако фаличен закон, ќе барате кај тие што и вас ве избра, односно ДУИ. Тие се тие кои заедно со СДСМ уште на времето усвоја закон за кој сите ги предупредуваа дека е противуставен. Што уште тогаш не се јавивте да предупредите на опасностите? Не, важно беше ДУИ што мисли. Тие па повторно со закани. Ако паднел законот, последиците ќе биле непоправливи и тие немале да сносат одговорност што ќе се случи. Не, баш обратно. Вие ќе излезете пред албанците и ќе објасните зошто сте донеле таков фаличен закон, а не индиректно да се заканувате со војна. Ја разбирам дека им гори под нозете дека со падот на Дамева во судскиот совет се отвара патот за расчистување со нивните слуги во правосудството и доаѓа денот кога ќе треба да го платат цехот за 2 деценискиот грабеж, но што е многу, многу е. Не смееме заради нив да дозволиме ново крвопролевање. Затоа реков, и од Ахмети да е многу. А сега ајде малку да се вратиме на Дамева и судството. Имено само 3 дена пред да заврши мандатот, жената која го докрајчи судството и од него направи своевиден штаб на СДСМ и ДУИ, на драматична пресконференција реши да си даде оставка. Требаше да биде начело на Советот до 5 декември, кога впрочем и истекува рокот од 2 години за да раководи со највисокото судско тело. Ама џабе рокови мандати. Дамева се знае. Па така вели дека требала да остане во председателската фотелја уште 8 месеци, бидејќи незаконски била разрешена од функцијата минатата година. Ама ете, од што била добра, сепак решила да се повлече за да си го заштити угледот и семејството. Замислете, ги посочи премиерот Мицковски и пратеникот Милошовски дека вршеле притисоци и сакале да го нарушат интегритетот и да прикажат дека судскиот совет не работел професионално и стручно. Тврди дека политичари од власта се обидувале да го нарушат нејзиниот личен интегритет, а разочарана била и од извршната и законодавната власт, кои немале слух за финансиските проблеми во судството. Во изминатиот период нема слух кај извршната и кај законодавната власт да се обезбеди брза и ефикасна судска власт, која треба да се обезбеди со финансии. Согласностите за 2024 година беа одбиени, финансиите скратени и сметам дека единственото нешто што ми останува е да го зачувам мојот мир и спокојство. Затоа поднесувам неотповикливо оставка од функцијата, рече Дамева. Кутрата таа. А инаку знаете за каков притисок зборува? Затоа што премиерот Мицковски со браниска говорница посочи дека до него стигнале документи дека се фалсификувале записници од страна на членови на Советот и повика обвинителството да ги истражи овие случаи. И Мицковски и Милошовски тврдеа дека на Дамева функцијата завршува на 5 декември, а не како што таа сака незаконски да си го продолжи мандатот уште 8 месеци, од кога беше разрешена на функцијата лани.
Политички фолклор е оставката на Весна Дамева. Заменувањето од председателската функција во судскиот совет 3 дена пред да истече мандатот е обичен маневар. Државниот секретар во Правда Дејанчо Ефтимов вели дека доколку Дамева не поднала оставка, ќе била соочена со кривична одговорност поради прекршување на законските прописи. Врз основа на заклучок од колегиум да го продолжи мандатот, истата ќе навлезеше во прекршување на позитивните законски прописи, конкретно на кривичниот законник членот 353, со тоа што истата ќе правеше кривично дело и зашто истата ќе имаше индивидуална одговорност. Затоа потенцирам, ова е политички фолклор, меѓутоа добро е што доправа следува воспоставување на правда во државата. Нејзините поплаки за притисоци ги прогласи за чист политички говор, наместо да образложи стручно зошто си заминува. Повеќе се држеше на политички тези во однос на тоа дека достигнувањата во нејзиниот мандат на судскиот совет биле на незавидно ниво. Сите знаеме дека имаме нефункционален судски совет кој што работи под капата на одредени поголеми структури кои што имаат влијание врз нив. Не станува збор за никаков притисок, туку за барање на правда и отчетност. Оставката на Весна Дамева нека биде почеток на фабричкото поднесување во правосудниот систем. Нејзиното заминување од председателската функција во судскиот совет повторно не потсетува на нејзиното спорно назначување во 2019-та од стручен соработник да оценува дури врховни суди, коментира поранешниот обвинител Димовски. Формално правно да, може, меѓутоа не се реагиравме со тоа дека не се водело сметка за околноста дека таа како стручен соработник ќе оценува не само основни апелациони, дури врховни суди. Така што оставката за мене е сосема природна состојба, да речам, односно враќање така да си дозволам да кажам на фабрички подесувања на правосудниот систем. Димовски го отвара и прашањето дали треба да се размислува за една широка дебата и целосно кинување на двата совети, судскиот и обвинителскиот. Вели нивна одговорноста за тоа што денеска имаме осудени врховен судија и член на Советот на јавните обвинители за корупција. Очекувано е да сме во оваа состојба, во овој ќорсокак, со оглед дека да не забораваме тоа, кој пати сме го коментирале во судскиот совет, изнедри кадри кои што се сега правосилно осудени за корупција. Член на обвинителскиот совет, јас не ги двојам нив и не треба ни да се двојат и не треба да имат поразлична судбина. Прашање е дали воопшто и треба да постојат. Колективната оставка останува едно од можните решенија, но да се случи тоа треба самите членови објективно да се огледаат какви спорни одлуки се носат, коментираат дел од опатените. Токму така, обичен маневар и политички фолклор. Или со други зборови, не можете вие толку да ме избркате колку што можам јас да си одам. Токму заради вакви кадри судството го проби дното. Пуште Мицковски бил виновен. Што, Мицковски, Милошовски да не ги нарача оние анкети некаде довербата на граѓаните во судството е бедни 2%. Мицковски, Милошовски да не извршија притисок врз Европската Унија во последните 3 извештаи за Македонија да констатираат дека во однос на правосудството не што немаме напредок, туку имаме назадување. Мицковски ли ги натера амбасадорите, меѓу кои американската амбасадорка Агелер, да се прашуваат зошто побогу фрлиле милиони и милиони евра, долари на нивните даночни обврзници, демек да се опорави судството кај нас, а нема за тоа никакви резултати. Не, драги мои, да имаше малку доблев Дамева и сличните на не, ќе признаеа дека не ги бива, дека никој не им верува, ниту народот, ниту нашите сојузници и одамна ќе се повлечеа самите навреме. А не вака со изнудени оставки. Навистина мислам дека нема дно кое нашево судство не може да го пробие. Рака на срце, Македонија од независноста па до денес има проблеми со делењето на правда, но ова што се случи во последните 7 години ги надмина сите граници. Пријатели, роднини, партиски послушници, некомпетентност, уцени и подкупи. Во суштина, на ова се сведе кадарот кој ја дели правдата. Затоа таму веќе не се знае ни кој пие, ни кој плаќа. На човек да му е страв да отиде на суд да ја добие правдата, затоа што ќе добие се, само неправично судење. Единствени кои што гледаме се задоволни од ваквата ситуација се криминалците. И во право е премиерот Мицковски кога бара оваа ситуација конечно да се среди.
Џабе ќе ни биде и Свети Бугари во устав да ставиме. Економски најбогата земја во свет да бидеме ако не го средиме судството. ДУИ и СДСМ со години газеа врз се што се нарекува правда и правна држава, па сега имаат лице да излезат и кажат дека барањето за реформи било притисок врз судството, злоупотреба на власта и со тоа се стеснувал просторот за делување на опозицијата. Па немојте ви се молам. Изгледа оние 2% што му веруваат на судството сите до еден се членови на ДУИ и СДСМ или нормално се нивни поддржувачи, кои се сега под истрага за украдените милиони и милиони евра. Луѓе без независно судство, без владење на право, од Македонија никогаш нема да биде вистинска држава. Не за џабе цел свет знае дека еден од столбовите на секое демократско и слободно општество е владењето на правото. Врз тоа се темелат сите вистински држави. И не случајно првото поглавје кое треба да го отвориме со Европската Унија е владење на правото. Замислете само да ги почнеме преговорите и да го отвориме ова поглавје. Што ќе им кажем? Срам ми е да помислам. Дојде време. Всушност времето веќе одамна измина. Да го отвориме прозорот во судството широк и да се ослободиме од штетиците кои го кочат развојот на Македонија. Така што оставката на Дамева треба да биде само првиот чекор кон фабричко подесување на правосудниот систем. Или со други зборови, време е да го рестартираме. Онака како што правите кога ќе ви се закочи компјутерот. Друго чаре нема. И тука мислам дека е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода и тука пред да ви посакам пријатна вечер, ќе прокоментираме уште една тема, која не стигнавме во првиот дел од емисијата. За што станува збор? Леп пекарски производи, млеко и млечни производи, месо и производи од месо, пива и вина, безалкохолни пијалоци или над 670 производи ќе се купуваат поевтино за новогодишните и божикните празници. Синдикатите, дистрибутерите, работодавачите, работниците и производителите за прв пат заедно со владата ја создадоа така наречената новогодишна кошничка, која ќе се применува од 15 декември до 15 јануари. Списокот е понуден од 60 компании во државава и бидејќи станува збор за договор, нема да има казнување, а владата очекува дека производите ќе поевтинат за најмалку 10%. Покрај тоа што во маркетите ќе бидат обележани со ознака помалку трошоци, повеќе за тебе се грижиме, граѓаните ќе можат и да ги видат на веб страната mojakошница.mk. Не е направено со интервентна мерка од страна на владата, не е направено со ограничување на цените, туку е консензуално решение и поради тоа нема да има за ова казнување, се разбира, туку ќе има само мониторинг на тоа дали на сите тие производи ќе бидат залепени сите овие налепници за кои што зборуваме, за да биде визибилно за граѓаните, за да можат тие да ги препознаат овие производи. Ако на Арсовска ја гајле за нас и нема намера ни една асална елка да стави, има барем некој што се грижи за нас за време на празниците. Видовте 700 производи ќе бидат поевтини. Тоа не е мала работа. Кажете што сакате, обвинете ме дека сум ВМРО-вец или било што, но факт е дека на економски план работите мрдна од мртва точка. Па луѓе, иако стапи на власт пред неполни 6 месеци, оваа влада веќе руши рекорди. До крајот на годината се очекува нивото на странски директни инвестиции да достигне до 1 милиарда евра, што представува историски рекорд. Само од јануари до септември тие стигнале неверојатни 838 милиони евра, што е пораст од 348 милиони во споредба со лани. Ова не е само нечија желба, политиканство или владин пиар. Ова се официјални бројки на Народната банка. На луѓето обично не им значат ништо овие бројки, но верувајте, тие се од огромно значење за сите нас. Прво покажува дека македонската економија не стои во место, дека стануваме стабилна држава и клучното, инекцијата на странски капитал директно влијае на создавањето на работни места и пораст на платите. Со други зборови играат клучна улога во тоа дали ќе имаме нешто да ставиме за ручек на маса. И да е само тоа, видовме 40 до 50% покачување на плати во здравство, речиси 50% покачување на плати во образование, 5000 денари линеарно за пензионерите, 250 милиони евра за општините и 250 милиони евра за бизнисот, пари за земјоделците. И сето тоа за само 6 месеци власт. Знам дека на народот не му се верува од едноставна причина што после 7 години тие престанаа да веруваат во било што. Колку и да е тоа очигледно, тие не може да се соочат со фактот дека во Македонија има некоја нова власт која не седи со скрстени раце, туку колку толку се обидува да ги придвижи работите напред. И сега додека они го прават сето ова, СДСМ си одржува партиски собиранки, наречени конгреси, Филипче си признава дека не се откажува од Заев, бара лидерски средби,
дуи се извадени од памет што ќе завршат во Зандана, па ни се закануваат дека ќе не кренат сите во воздух. Не велам дека цветаат рози или па дека ни се решени сите проблеми. Уште живееме во сиромаштие, уште цените растат, а платите се мали. Но луѓе, треба време. Важно е дека сме на вистинскиот пат. И тука мислам дека е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Само да ве потсетам дека оваа епизода, како и сите други, може да ги погледнете на YouTube каналот Седмица со Коле Чашуле. Толку за денеска. Со Господ напред се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.